Позитивната листа после 10 и повеќе години се прошири со 9 нови лекови, кои што и текако беа потребни за поголем број на болести. Така да сега зборуваме и за превентивни програми, кои што се многу битни, веќе ги има 4, меѓутоа разговараме за да се прошири. Да се прошират превентивните програми. Што поуспешни ќе бидеме не со лекови, туку со превентивни програми, толку помалку ќе имаме развиени форми на сериозни болести. Така да размислуваме, меѓутоа сепак треба да размислиме и да видиме што имаме во буџетот, што се можностите. Така да балансираме, повеќе да ги истераме превентивните програми, секако и позитивната листа, затоа и го направивме тоа. Од друга страна па се обидуваме да заштедуваме, гледате и со директорите, по 20 директори ги тргнавме, па продолжуваме со другите реформи во вработување на 600 доктори, 1000 сестри. Тоа се тоа што може да направи владата за првите се уште не се 6 месеци. Значи има сериозен сенс за состојбите во здравството.